Благодарам, подпредседателе. Имам две пратенички прашања. Првото до премиерот и второто до председателката на Државната комисија за спречување на корупција. Ке имам едно образложение за двете прашања, ќе бидат кратки, јасни и концизни и очекувам такви одговори. 123 функционери кријат 30 милиони евра вреден имот. Со месеци, а дел од нив и со години, не поднеле анкетни листови до Државната комисија за спречување за корупција, иако за тоа имаат законска обврска. Со месеци, па дури со години, Државната комисија за спречување на корупција не покренала постапка против овие функционери кои не го пријавиле својот имот. Дали со ова се испраќа порака дека може да се прави криминал и доколку си член на СДС или дури нема да одговараш? Што се крие и кој се крие во аферата тајни имоти, па власта се спрегна во релативизирање, како што моментално го прават и се смеат, пуштајќи дури и тези дека не се работело за првиот ешелон на власта, туку за вториот или третиот. Еден, два или три функционери се случајност. Но над 100 функционери не може никако да биде случајност. Тука постои основано сомнение дека се работи за системско криење на имот. И веќе четврти ден, наместо одговорност и оставки од функционерите, но и извинување од премиерот Ковачевски, кој што ги бира на седница на влада, гледаме бледи соопштенија и обиди да се маргинализира аферата. Доколку не станува збор за системско криење на имот, тогаш Ковачевски треба да провара пресек од Државната комисија за спречување на корупција на сите функционери кои не пријавиле имот и истите да ги разреши веднаш затоа што не го почитуваат законот. Доколку не го направи тоа, само фрла поголем сомнеш дека се работи за системско криење. А не може адвокати, функционери, правници, голем дел од нив и по повеќе години на функциите да не знаеле дека имаат законска обврска да поднесат анкетен лист. Тоа може да биде само еден лош и банален изговор. Дел од функционерите кои не поднеле анкетен лист и се легува и со такви, и морам да кажам, смешни изговори, како што беше примерот со адвокатот на СДСМ, поранешен член на надзорниот одбор Ивица Јефтич. Но доколку се работеше за граѓани кои не се функционери на власта, досега институциите, верувајте, 100 пати ќе постапеа, ќе летаа казни и ќе се држаа скапи пиар пресконференции за успешна борба против криминалот. Тоа го правите само ако санкционирате пазарџии на зелено пазарче или некој обичен човек за украдени 10 кебапи. Но кога станува збор за функционерите од власта, кои гледаме дека имаат голем имот и не го пријавуваат, тогаш молчите. Затоа, првото прашање до премиерот Ковачевски. Почитувам премиере, зошто ги штитите функционерите кои што кријат имот и дали можеби и самиот криете имот стекнал преку аферата Броил? Второто прашање до председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска. Колку вкупно функционери кои согласно член 82 од Законот за спречување на корупција и судите на интереси постапувањето на функција, а во рок од 30 дена, што им е законска обврска, немаат поднесено изјава за имотна состојба и интереси? Ви благодарам.